Здраво, пријатели! Денес ќе зборуваме за разликите помеѓу јулијанскиот и грегоријанскиот календар, без да навлегуваме во религиозни или догматски прашања. Затоа што, како што ќе видиме, и едниот и другиот календар имаат своја астрономска и математичка подлога, а не религиозна. Пред да навлезам во споредбената анализа на двата календари, дозволете првин да изнесам одредени научни постулати од физиката и астрономијата, кои колку и да се општо познати, не е лошо да се имаат во непосреден увид овде. Физиката е една од најфасцинантните и најегзактните природни науки. Во неја ништо не е оставено на случајот, туку на сеопфатноста на научните методи, преку набљудување, експеримент, мерење, статистика и така натаму. За овие методи се користат два типа на единици мерки – основни и изведени. Основните единици се метар за должина, мол за количина на материја, килограм за маса, ампер за електрична струја, келвин за температура, кандела за светлосна јачина и намерно на крај секунда за време. Изведените се добиваат како математички сооднос на овие 7 основни. Додека првите 6 единици се лесно поимливи, поради фактот што можеме да ги перцепираме преку нашите сетила, времето во тој смисол е апстрактен концепт кој ниту можеме да го видиме, допреме, слушнеме. И покрај тоа што секундата е во основните единици мерки, за неја немаме примерок кој би бил земен како оригинал, по кој понатаму би се калибрирале сите мерни инструменти, што не е случај пример со килограмот или метарот, чии што оригинални примероци се чуваат во Меѓународното биро за тегови и мерки, кое се наоѓа во париското предградие Север. Секундата, како основна единица мерка за време, е дефинирана како 1 врз 86.400 од еден ден. Ова потекнува од поделбата на денот на 24 часа, часовите на 60 минути, минутите на 60 секунди. Оваа поделба изгледа совршена, на која ќе се земат во предвид мерењата кои укажуваат дека комплетната ротација на Земјата околу сопствената оска изнесува 23 часа и 56 минути, бројка што ја нарушува оваа совршена поделба на времето. Затоа, во поново време, секундата е дефинирана како траење од 9 милиарди, 192 милиони, 631.770 периоди на хиперфини нивоа на основната состојба на атомот на цезиумот 133. Овој мал вовед го направив за да илустрирам колку е комплицирано прецизното мерење на времето и колку всушност нашиот човечки систем е во расчекор со природните циклуси и процесии. Сега, откако го знаеме ова, да видиме какво влијание тоа е имало и се уште има на нашиот календар. Секоја култура и цивилизација ширум планетава со себе неизбежно носи свој календар или повеќе календари. Тоа особено стана очигледно пред 9 години, кога се крена прашина околу заокружувањето на циклусот во мајанскиот календар, заокружување кое многумена го толкуваа како крај на светот. За да се објаснат, макар во кратки црти, сите поедини календари, би било потребно по едно видео за секој календар, и тоа би било во кратки црти. Бидејќи припаѓаме културолошки на западната цивилизација и во духот на зимските празници, особено Божик и Нова година, ќе ги разгледаме особеностите на јулијанскиот и грегоријанскиот календар. Јулијанскиот календар, како што и самото име кажува, е предложен од Јулије Цезар во 708 Anno Urbis Conditare, односно 46 година пред наша ера и влегува во употреба наредната 45 година пред наша ера. Тој представува реформа на дотогашниот римски календар и бил резултат на заедничката работа на грчки математичари и астрономи од типот на Сосиген Александрийски. Овој календар има два типа на години. Нормална година од 365 дена и преодна година од 366 дена. Ова се одвива во еден циклус на 3 нормални години и една преодна година, каде се зема дека годината трае 365,25 дена. Тоа е нешто повеќе од самата соларна година, која трае 365,2421 дена, што додава еден ден повеќе во овој календар на секои 128 години.
Месеците во овој календар се Мартиус, односно Март, месец посветен на богот Марс. Априлис, односно месец Април, месец исполнет со различни прослави, особено прославата Прилија, како и други прослави посветени на женски или андрогини божества. Мајус, односно месец Мај, месецот на Луди Флореае или празникот Цветни игри. Јуниус, односно месец Јуни, посветен на божицата Јунона. Квинтилис, односно пети месец, подоцна во чест на Јулије Цезар наречен Јули. Секстилис, односно шести месец, подоцна во чест на Октавијан Август наречен Август. Септембер, односно седми месец, Октобер, односно осми месец, Новембер, односно девети месец, Децембер, односно десети месец, Јануариус, наречен по богот Јанус, и на крај Фебруариус, наречен по фестивалот Луперкалија, кој исто така бил познат и под името Фебруариус. Со јулијанската реформа, за почеток на годината се зема 1 јануари, пракса што е останата до денес, наместо претходната каде за почеток на годината бил сметан пролетниот еквинокс. Од изложеново се забележува дека во поглед на месеците, овој календар е длабоко обележен од римската политеистичка традиција, а истото наоѓа потврда и во имињата на деновите во неделата. Диес Лунае, ден на месечината, понеделник. Диес Мартис, ден на Марс, вторник. Диес Меркурии, ден на Меркур, среда. Диес Јовис, ден на Јупитер, четврток. Диес Венерис, ден на Венера, петок. Диес Сатурни, ден на Сатурн, сабота. Диес Солис, ден на Сонцето, недела. Грегоријанскиот календар денес е најраспространетиот календар во светот. Тој бил воведен во употреба во октомври 1582 година од страна на папата Григор XIII и представува мала модификација на јулијанскиот календар. Оваа модификација се состои во намалувањето на траењето на годината од 365,25 дена на 365,2425 дена и во прилагодувањето на отстапувањето помеѓу тропската и соларната година. Календарот исто така ги распределува престапните години, за да го постигне траењето на својата просечна година од 365,2425 дена, што е приближно со тропската година која е 365,2422 дена, која е одредена од земјината револуција околу Сонцето. Според дефиницијата на поморската обсерваторија на САД, правилото за пресметување на престапната година е следното. Секоја година што точно се дели на 4 е престапна година. Освен за годините што се делат точно со 100, но овие 100 годишни години се престапни ако се точно деливи со 400. Например, годините 1700, 1800 и 1900 не се престапна година, но годините 1600 и 2000 се престапни. Постојаат две причини за воведување на Грегоријанскиот календар. Прво, јулијанскиот календар погрешно претпоставуваше дека просечната сончева година е долга точно 365,25 дена, нешто што додаваше по еден ден во календарот во еден век. Грегоријанската реформа ја скрати просечната календарска година за 0,0075 дена, за да го запре отстапувањето на календарот во однос на рамнодениците. Второ, во годините по првиот Никејски собор во 325 година, вишокот денови воведен од страна на јулијанскиот алгоритам предизвика календарот да се развлече така што северната пролетна рамноденица се случуваше многу пред неговата номинална дата 21 март. Овој датум е важен за христијанските цркви затоа што е основен во пресметката на датумот на Великден. За да повторно се воспостави поклопувањето, реформата го помести датумот за 10 дена. Четврток, 4 октомври 1582 година беше проследен со петок, 15 октомври 1582 година. Покрај тоа, реформата исто така го смени месечевиот циклус, што го користела црквата за да го пресмета датумот за Великден, бидејќи астрономските нови месечини се случувале 4 дена пред пресметаните датуми. Сега, бидејќи во светот остануваат само 3 православни цркви кои за литургиски цели го користат јулијанскиот календар, руската, српската и македонската,
Би сакал накратко да го одгатнем одговорот на прашањето. Кога е Божики? На 25 декември или на 7 јануари? Првин, не постои ни еден документ, ни во Библијата, ни надвор од неа, каде со точност се зборува за времето на раѓањето на Исус. Првите христијани всушност не ни празнувале такво нешто како Божик, и се укажува на тоа дека датумот 25 декември е датум кој е воспоставен од црковните авторитети, многу веројатно кон крајот на 3 век. 25 декември е интересен датум затоа што се поклопува со прославите во старата римска религија, посветени на боговите Сатурн и Митра. А од астрономска гледна точка, 25 декември е првиот ден во кој Сонцето од најниската точка на хоризонтот, наблюдувана од северната хемисфера, почнува во своето искачување. Во преносно значење, 25 декември е денот кога Сонцето се раѓа. Символизам кој одлично послужил за асоциација со раѓањето на Синот Божи и за полесно прифаќање на во тоа време новата религија. Во секуларна потреба, дури и во трите горе споменати православни земји, е сепак Григоријанскиот календар. Така, кога по секуларниот календар е 7 јануари, за овие православни цркви е 25 декември. Аналогно на тоа, на 13 јануари, по секуларниот календар коинцидира 31 декември по јулијанскиот календар, односно прославата на Стара јулијанска Нова година. Без разлика што и кога прославувате. Прославувајте пред се со радост во вашите срца. Јас сум Татунче, драги пријатели. Секој добро.